Се почесто домашни миленици завршуваат на улица, малите во канта за отпадоци, поголемите напуштени надвор од градот. Револтирани граѓани во Штип велат дека овој злочин станува секојдневие. Наместо да се чуваат, многу од нив имаат трагичен крај, умираат од глад или завршуваат задушени во кеси за отпадоци. Според граѓаните се помалку луѓе имаат совест и чувство за секое живо суштество. Тоа не треба. Јас сум против тоа, ја имам кучиња дома и мачки. И сум многу против тоа, да знаеш. Меѓутоа, не лечи на ништо, меѓутоа, не може да сменам ни јас нити тоа. Треба да го оценеме животот како човека што оценеме. И тоа е човек, да. Живо суштество. Јас имам дома 2 дами и 2 мачки. Се тоа кога се рано не раѓат тие. Ги чувам како деца. Како деца ги чувам. Тоа не човечко. Тоа не човечко. Јас се види. Се треба казано тие. Тоа е гревот. Тоа е некултура на општа култура на луѓето. Фрлат ги за да не се котат, да не се множуват. Види на запада, јас секаде одим низ Европа. Оше Албанија и Русија не сум ја видел. Таму како е? Таму си се има ред и нема промашен. Ако направиш грешка, ќе те глобат. И утре нема да правиш. Кај нас. Значи треба и тука. И тука. Тоа го прават само кој нема малку свест. Шо бе тука? Абе тоа е животни, тоа е стока исто, шо? И она е душ. Јас тука, у зградата на улазо, највеќе се будеме кој за ластовичките. Вика, земат буте, не ги буте, не ги пуши да улезат. Улезари се формирали в семејство, ти остакото, он треба се спрема за селење. Јас тука града живеам, тука имаме еден видан човек, он тераса фора за ѓубре, друг, не сме имали таква работа. На прашањето дали треба казни за сторителите, граѓаните имаат поделени мислења. Едни сметаат дека се неопходни, додека други велат дека без култура и свест казните не значат ништо. Не, нас не треба култура право за тоа. Друго се тоа е лесно. Малку култура треба за тоа. За човек за лудство нема. Тие треба да се казнат. Геите се види. Се треба казнат тие. Тоа е гревот. Она што останува е апел до граѓаните, доколку забележат напуштени или злоставувани животни, веднаш да пријават во Сдруженијето за заштита на животните или кај надлежните институции, наместо фрлање и игнорирање, да се избере пријавување и грижа, затоа што и тие се живи суштества кои чувствуваат болка и страв.